Го следите централното информативно издание на 1 ТВ. Добро вечер. Дневникот го почнуваме со најавите за настаните што го одбележаа денешниот ден. По божикните празници пратениците ке гласаат за уставните измени. Грчкиот владин портпарол тврди, договорот од Преспа ќе се ратификува со повеќе од 151 глас. Председателските избори ќе се распишат на 3 февруари. Партиите почнуваат со подготовки. Груевски не ја напуштил земјава преку ниту еден од граничните премини, вели републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески. Речиси еден месец семејството трага по исчезнатиот Пино. Невакцинирани деца нема да бидат примани во градинките. Ресорното министерство прогласи епидемија на морбили. Со 4 точки за промена на Уставот произлезена од Преспанскиот договор и со изгласување на Уставниот закон за спроведување на амандманите, народните избраници ќе ја започнат новата 2019 година. Собраниски извори за 1 ТВ потврдуваат дека има обезбедено двотретинско мнозинство потребно за изгласувањето на последната фаза. Во меѓувреме и во грчките медиуми минатата недела, повикувајќи се на грчки дипломатски извори, изразија очекување дека договорот од Преспа меѓу Атина и Скопје уште во текот на јануари ќе влезе во процедура на ратификација во грчкиот парламент. Во новата година народните избраници за прв пат ќе седнат во пратеничките клупи на 9 јануари, кога за тој ден собранискиот спикер Тала Џафери закажа 2 седници, од кои едната, 75-та, е со 4 точки за промена на Уставот произлезена од Преспанскиот договор. Пратениците ќе ги утврдуваат предлог амандманите 33, 34, 35 и 36, потоа треба да ги донесат, па да ги прогласат и на крај да го изгласаат Уставниот закон за спроведување на амандманите. Собраниски извори од мнозинството за 1 ТВ потврдуваат дека имаат двотретинско мнозинство потребно за изгласувањето на последната фаза и премиерот Заев оптимист. Јас верувам дека ќе навистина може 85, 90, дај Боже и повеќе. Тоа е целта и затоа имаме вака инклузивен процес. Останувам оптимист дека најмалку двотретинско мнозинство или 80 пратеници ќе има на седницата на 9 јануари. ВМРО ДПМН веќе се изјасни нема да учествува во понатамошниот процес на реализирањето на договорот од Преспа. Освен координаторот на пратеничката група Никола Мицевски, ваквата одлука ја потврди и опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски, кој процесот за уставните амандмани и расправата околу нив го нарече фарса. Нема да поддржи промена на Уставот со цел промена на уставното име. Не постои до сега меѓународен договор кој што се ратификувало од едната страна, не се ратификувало истовремено од другата страна. Во меѓувреме, деновиве во грчките медиуми на широко се пишува дека владата на Ципрас очекува ратификувањето на договорот од Преспа да заврши и пред првично зацртаниот датум 15 јануари. Гласањето може да се случи дури и на денот на започнување на постапката на пленарната седница со оглед на најавеното повлекување на опозицијската ВМРО ДПМН од дискусијата. Забрзувањето на чекорите од македонска страна е во целосна координација со ритмот кој го сака и НАТО, пишува грчки Катемерини. Повикувајќи се на добро информирани извори, Катемерини уште пренесува дека НАТО сака најбрз можен процес. Постои писмо од генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, во кое се повикува на завршување на сите процедури во двете престолнини до 15 февруари 2019 година, објави весникот, додавајќи дека тоа ги забрзува и активира и процедурите во Атина. Минатата недела и грчки дипломатски извори за весникот Елефтерос Типос изразија очекување дека договорот од Преспа меѓу Атина и Скопје уште во текот на јануари ќе влезе во процедура на ратификација во грчкиот парламент. Имајќи го предвид ова, грчките медиуми најавуваат дека ако процесот во Скопје заврши успешно, топката веднаш ќе се префрли на грчки терен. Пренесуваат и владени информации дека премиерот Ципрас има обезбедено мнозинство во парламентот за поддршка на договорот од Преспа. Премиерот Заев очекува во Атина во ист ден да се одржи и гласањето за договорот од Преспа и ратификацијата на протоколот за членство на Македонија во НАТО.
А портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос во интервју за Радио Ньюс 247 повтори дека во грчкиот парламент постои мнозинство за ратификација на договорот од Преспа и објасни дека неколку дена по гласањето ќе се ратификува и протоколот за влез на Македонија во НАТО. Целта на владата, но и парламентарните корелации онака како што се формирани во овој момент покажуваат дека договорот од Преспа ќе се ратификува со над 151 глас, како што е и потребно, истакна Дзанакопулос. Тој ги демантираше сценаријата дека протоколот за членство на Македонија во НАТО би се ратификувал по изборите во Грција, коментирајќи дека тие информации немаат никаква врска со реалноста. Собранието на 9 јануари годинава ќе расправа за извештај за работа на судскиот совет стар 3 години. За сега никој не кажува зошто на собранието му требале 3 години за да го стави извештајот на дневен ред на собраниска седница и зошто седницата закажана за 29 овој месец е најавена 20 дена порано, односно на 9 јануари. Инаку за 9 јануари годинава и судскиот совет има закажано седница на која според дневниот ред меѓу тековните прашања од надлежност на советот ќе се врши избор, но и утврдување на одговорност на судии од различни судови во земјава. Собранието на 9 јануари годинава ќе расправа за извештај за работа на судскиот совет стар 3 години. Така барем пишува на официјалната веб страница на Собранието. Председателот Талат Џафери го ставил на расправа овој извештај на продолжението на 32-та седница на Собранието, закажана за 9 јануари во вообичаениот термин за почеток на седниците во 11 часот. Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на 3 јули 2017 година го усвои годишниот извештај за работата на Советот за 2016 година. Согласно член 135 од Законот за судски совет, годишниот извештај го доставуваме на разгледување и усвојување. Пишува во доставата што Судскиот совет ја испратила до Собранието на 11 јули 2017 година, една недела по одржаната седница. За сега никој не кажува зошто на Собранието му требале 3 години за да го стави извештајот за работа на Судскиот совет за 2016 година на дневен ред на собраниска седница. Инаку за истиот ден 9 јануари годинава и Судскиот совет има закажано седница на која според дневниот ред меѓу тековните прашања од надлежност на Советот ќе се врши избор и оцена, но и утврдување на одговорност на судии од неколку суди од земјава. Според министерката за правда Рената Десковска, Судскиот совет ги кочи реформите во правосудството кои владата сака да ги спроведе. Таа ја критикуваше и одлуката на Судскиот совет за зголемување на надоместоците за неговите членови, нарекувајќи ја скандалозна. Но наидувам на некогаш и парадоксални ситуации во комуникацијата со Судскиот совет и тоа навистина ми покажува на некој начин отпор да се вклучат во реформите кои што се потребни. Председател на Судскиот совет Зоран Караџовски пак во гостувањето во емисијата Правда и неправда на 11 декември минатата година на еден телевизија, во врска со критиките за лошиот имидж на судиите во јавноста, рече дека се нарушени неформалните принципи за назначување на суди и обвинители, но и дека ситуацијата сепак не е полоша отколку на пример во времето на социјализмот. Јас не се согласувам дека тогаш било поквалитетно. Јас и како судија во период имам земено и пресуди и начин на работење на судовите во тој период. Еве како го оценувате вие судството, квалитетот на судството? Ако навлезиме длабински да видиме како се работело и колку се работело, немало норми и така натаму, ќе дојдеме до прашање дали во 75-та година биле поквалитетни судиите, јас не се согласувам. За истиот ден 9 јануари точно напладне е закажана и 75-та седница на Собранието, на која треба да почне расправата за уставните амандмани. А по гласањето на уставните измени на 15 јануари, на 3 февруари ќе се распишат претседателските избори. Партиите интензивно ќе започнат со преговори за избор на свој кандидат. СДСМ и ДУИ ќе водат разговори да настапат со заеднички кандидат. Имиња не откриваат, но како најсериозни кандидати ги посочуваат Никола Димитров, Оливер Спасовски, Бујар Османи и Мерселмани. Само на ваков начин сметаат може да се очекува убедлива победа уште во првиот круг. ВМРО ДПМН ќе го
го избира кандидатот на оглас кој ќе се распише на 11 јануари, а имињата ќе бидат познати на 16 јануари, а изборот ќе се изврши на партиска конвенција на 16 февруари. Како можни кандидати се споменуваат Христијан Мицкоски и Трајко Славевски. Алијансата на албанците и Беса на Касами не ја исклучуваат можноста да настапат со заеднички кандидат на изборите, но за тоа треба да одлучат органите на партијата. Она што досега знаат е каков кандидат им е потребен. Мандатот на председателот Иванов истекува на почетокот на мај. Според Уставот, изборот на нов председател се врши во последните 60 дена од мандатот на претходниот. А во денешното централно издание на ЕДЕН-ТВ имаме две вклучувања од центарот на Скопје со гости со кои ќе разговара колешката Искра Опеческа. Со нив ги отвораат темите за тоа како помина новогодишната еуфорија, дали македонските граѓани и се израдуваа на новата година како некогаш. Какво беше расположението на новогодишната ноќ? Незин прв соговорник е собственикот на ресторанот Дион Никола Талев. Искра, повелете со разговорот. Добро вечер, Александар. Добро вечер од центарот на Скопје, од Винтерленд. Инаку, ако не знам дали камерата може да забележи, ма веќе почна да снежи, што веројатно е добар знак, бидејќи сепак е зима и сите го очекуваме првиот снег. А во врска со темата, како се забавувавме за новогодишните празници, дали сме весели луѓе или не, дали се уште не држи таа еуфорија празнична, повеќе ќе разговараме со собственикот на ресторанот Дион, Никола Талев. Никола, добро вечер. Може ли да не ги кажете првите впечатоци? Добро вечер. Да, па за разлика од претходните години, оваа година малце порано почна еуфоријата за предновогодишните забави. Значи можам да кажем дека скоро месец и пол пред нова година, може и повеќе, почна еуфорија за нова година, за разлика од претходни години, кога таа била последните неколку дена од годината. На што се должи тоа? Уште ли не држи таа еуфорија или уште ли имаме во нас желба за радување со оглед на целокупната ситуација во која живееме, или можеби младите повеќе излегуваат, а нив и младоста им приличи да бидат повесели? Па излегуваат и млади и повозрастни, значи сакаат сите да се забавуваат, сакаат да си проаѓаат убаво како што треба, да се ослободат од работните денови, нели да си поминат за нова година како што треба да си биде. Вие сте искусен угостител, имате секојдневно контакт со различни видови на луѓе. Може ли да направите споредба дали оваа година, претходните години има некаква разлика во смисла на желбата да се помине добро, да се биде дел од некој случување, дали се случува затоа што мора, затоа што е 31 или пак стварно сакаме да се забавуваме? Па денот 31 е посебен ден, тој е последниот ден од годината и се случува зашто баш ради тоа дека поминува една година, доаѓа нели новата година и плюс оваа година има за прв пат Винтерленд, нели што е во организација на град Скопје и тоа допринесе многу за атмосферата да биде многу подобра од претходни години. Мислам дека сите тие работи кои ќе се вклопат заедно дека придонесува за добра атмосфера пред новогодишна. Токму тоа ќе ве прашав, бидејќи еве Скопје како град може да си дозволи еден ваков Винтерлет, еден ваков настан. Дали имате можеби порака до вашите колеги од другите градови кои што немаат можност ова да им биде поддршка, како да привлечат повеќе гости? Па мислам дека и колегите од другите градови, имаше многу колеги што беа кај нас на забавата денска и што покасно присуствува и на дочекот на новата година овдека на плоштад, што беа со парни ваљак и кукулеле. Само кажете ми, дали вашите гости беа конзументи на алкохол како што треба да бидат? Да, беа конзументи на алкохол, но се помина во нормален ред, баш како што треба да биде. Значи одговорни, сепак беа одговорни. Но тука не застануваат празниците. Македонија празнува цел јануари, се е полно со празници, доаѓа Божик, доаѓа Стара нова година, па Водици. Што планира ресторанот Дион? Па ресторан Дион за Стара нова година организира две групи, една ќе биде Боби Павловски, а втората група Кукулеле ќе настапуваат за Стара нова година во ресторан Дион. За Божик? За Божик работиме со скратено работно време, дека тие се празници што треба да се поминат со семејството. Се разбира, ја ви посакувам секое добро и во ова 2019, уште многу забави, барем во вашиот ресторан не недостасува атмосфера, да се видиме за убаво. Благодарам исто јас. Ви благодарам, имам. Александар, тој е нашиот прв гостин, собственикот на ресторан Дион Никола Талев, ни пренесе парче од атмосферата во овие празнични денови.
Искрено ви благодарам за разговорот во ова вклучување во вестите. Како што кажавме, очекуваме и уште едно вклучување, но во меѓувреме продолжуваме со останатите содржини. Кога сме веќе кај божикните празници, анализите покажуваат дека голем број од македонците ги поминуваат надвор од земјава. И годинава, како и изминатите години, според анализите најголем интерес има за хотелите во соседна Бугарија, Банско или Боровец. Иако не помалку атрактивни се и сместувачките капацитети во соседна Србија, како Златибор и Копаоник. Од туристичките агенции велат дека трендот на зимување во Банско и Боровец продолжува и годинава и оти најмногу се патува во овие туристички центри во зимскиот период поради големиот избор на хотели и пристапни цени. Цените на аранжманите за полупансион во хотелите во Банско се движат од 30 до 50 евра дневно во зависност од типот на хотелот, а слични се цените и во Боровец. Поевтино сместување со појадок и вечера може да се најде во хотелите во Пампорово, каде што се нудат аранжмани и за околу 20 евра. Новогодишната ноќ помина релативно мирно и без поголеми инциденти, рече вчера министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Славието траело до раните утрински часови, а на клиниката за токсикологија во текот на новогодишната ноќ примени биле 24 пациенти, сите во алкохолизирана состојба. Полицискиот билтен вчера забележа и неколку физички пресметки за време на прославите низ државата, но како што рекоа оттаму без посериозни последици. Министерот за здравство Венко Филипче пак рече дека во ургентниот центар во Скопје за време на новогодишната ноќ биле третирани околу 60 пациенти, главно повредени во сообраќајки при физички напад со посекотини од стакло и пиротехнички средства. А како што најавивме претходно, во ова издание на Дневникот имаме и второ вклучување, а во него колешката Искра Опетчевска на темите колку македонските граѓани знаат да се забавуваат и дали се уште живее боемштината во скопските локали, разговара со актерот Драган Спасов Дац. Искра, повелете. Токму така, Александар, остануваме на празнични теми, како што е редот во овие празнични денови. Ќе поразговараме со нашиот актер, нашата звезда Драган Спасов Дац. Верувам има што да каже на оваа тема. Господине Спасов, пред се секое добро во 2019, уште многу представи ваши да гледаме. Знае ли ме да се забавуваме? Па, јас мислам дека да, затоа што забавата ја познават, овој народ ја познава забавата, знаат македонците да се забавуваат. Тоа сме го докажали преку игра и преку песна, и на крајот преку она што се работи во театар од памтивек до сега. Да. На актерите им приличи да бидат така, како да кажам, послободни луѓе, од нив очекуваме секогаш да се насмеани, ведри, да не забавуваат, дури кога играат сериозни улоги. Вие сте еден од луѓето што ве знае градот. Може ли да направите споредба предходните години или овие години, дали се забавуваме затоа што е 31 декември па мораме или стварно во нас се уште живее духот? Па јас кога бев дете, на пример, ќе почнам од таму. Значи забавата беше 31, ја чекавме прво пред се, ја чекавме највеќе затоа што доаѓаше Дедо Мраз, нели, со тие подароци. Потоа ја чекавме затоа што кога пораснавме, затоа што, а не многу пораснати, затоа што девојките може да чекаат и да бидат подоцна со нас. Значи правевме некои поголеми журки и така натаму. Гледам дека во последно време, барем во Скопје, новата година пред се ја дочекуваат во домашна атмосфера повеќе. Значи порано беа кафани и така натаму, но повеќе во домашна атмосфера, а преку ден се одат по кафичи, по кафани и така натаму. Не зборам за оние пред новогодишни забави од фирми. Доаѓаат и мислам дека тоа е сега некој тренд, да речеме, кој што во последниве години го има во Скопје. Убаво е тоа што го имаме и на плоштадот, кој што живее. Видов, не бев на плоштадот, но видов дека имало доста народ и баш ми е мило. Парни Ваља беше тука и други некои, и овие сите овдека околу кукички кои што баш ме радуваат. Како мал ги гледав во Жена парк, имаше некои такви кукички кои што беа направени
не беа тоа од овој тип, него имаше кукички кои што беа со некои Мики Маус и така некои од Дизни, јунаците, светот и така натаму, но за нас тоа значеше многу во тоа време. Секој град си има нешто препознатливо што е дел од ноќниот живот што го препознаат како такво, дали место, дали мало, дали една кафана или ресторан. Во Скопје тоа се е Боемска улица 1 и 2. Што мислите вие, дали тој проект Боемска улица го оправда насловот Боемска улица или само името остана? Боемска улица 1 ми се допаѓа затоа што таму нема сообраќај. Боемска улица 2 не ми се допаѓа зашто има сообраќај. Тоа е проблем кој што навистина има луѓе живеат таму и мора да поминуваат. Но кога би се затворила и таа улица, ја не знам како, тоа треба некој друг да смисли, кога би се затворила таа улица би добила еден друг ефект, друг дух, да. И мислам дека пред се прво морам да кажам, оние топките да се извадат од Боемска 2 затоа што тие се проблематични многу. Пред се за колите, второ за пешаците и мислам дека таму ако се затвори ќе биде многу подобро. Кажете ми како вие тоа го сваќате, велат дека кога се зборува за боемштина или за човек боем, што го значуваат како боем, тоа го зборуваат за човек што е богат. Меѓутоа, ако е некој сиромашен, тој е веќе пијаница. Како вие го сваќате зборот боемштина? Што за вас значи тоа? Треба да биде богат во духот. Значи, може човек да нема пари, да биде богат во духот. Тоа е богатството на еден човек, а не се парите. Значи, духот е она што пред се го чини некој човек боем, кој што седи во кафана и не е пијаница, туку седи и споделува разни мисли и знае да каже нешто убаво. И само кажете ми да го закружиме овој разговор, како ја поминавте Нова година и што ве очекува во 2019? Па, убаво ја поминав Нова година, бев во Мистер Джек, морам да го пофалам Мичо, за неговата организација со мое друштво, пријатели и сакам во новата година пред се не само ние да бидеме среќни во новата година, туку и новата година да биде среќна со нас. Веројатно е тоа добра порака, се разбира. Господине Спасов, ви благодарам. Малку е ладно времето, ама сепак е зима. Да, ви благодарам што бевте, ви благодарам што бевте дел од еден телевизија и од Дневникот. Се гледаме во некоја убава прилика наредна. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Александар, тоа беше разговорот со нашиот познат актер Драган Спасов. Даци, јас велам таман како што заврши господинот Спасов. Овде влада една убава атмосфера, малку е ладно, меѓутоа еве веќе се надевам камерата може да забележи дека почна и првиот снег да паѓа, па да се наведеваме дека утре ќе имаме снег, ќе се разбудиме со снег, а ќе имаме што да пренесуваме друго убаво на еден телевизија. Ако има прашања, повели Александар. Искра да им се заблагодарам на гостите, ти се заблагодарувам и тебе за ова вклучување во централниот дневник на Еден ТВ. Собраниските инциденти беа во фокусот на 2018 година. Пред завршетокот на судењата за 27 април, обвинетите се крунисаа со амнестија. Обвинителството, ако ги открие, ќе ги гони нарачателите, ама без пратениците кои ги отворија портите во законодавниот дом. Судење и маратонски рочишта без мозокот за крвавиот четврток. 50 евра за изјава. Променети ставови за политичка слобода. Како со собранискиот упат се одбележа 2018 година. Деталите од Игор Стефановски. Телефонскиот повик од Виена и упадот во собранието ќе излезат ли на виделина на рачателите за 27 април. Зависи од Владимир Атанасовски дали екс-шефот на УБК ќе отвори душата и ќе ги покаже вокабуларните способности или ќе одлучи сам да свирка. За него пропеа обвинетиот Александар Василевски Нинџа, кој доби повик од обезбедувањето на Груевски односно од брат му. Обвинителството се утапа од истражување, откри и обвини за да им ги амнестираат.
Главната улога во расветлувањето на крвавиот четврток ја има обвинителката Вилма Русковска, а пресуда за веќе преполовениот предмет треба да донесе судиката Добрила Кацарска. Еве го трейлерот. Миролюбивиот протест, пратеничкиот перформанс, денес над Македонија се раѓа, подпалувачки говори, мораме да го одбраниме собранието. Ова ќе е долга ног. Изборот на Тала Џафери за собраниски спикер, малку полиција, без интервенција. А внатре пратениците Крсто Муковски и Сашо Василевски ги отвораат собраниските порти. Овозможи упад во срцето на законодавниот дом, дивење, претепани пратеници новинари. По 2 часа полицијата почна да работи и стартуваше евакуацијата. Тогашниот актуелен шеф на обвинителството Марко Зврлевски во собраниските инциденти го препозна само кривичното дело насилство, а псењата за терористичко загрозување на уставниот поредок почнаа 7 месеци подоцна, во ноември 2017. Закон крајот на март 2018, републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски да информира дека покренуваат обвинение за крвавиот четврток, но не кажам. Од каде стигнала наредбата за да се влезе во собрание, не кажам. Од која функција било тоа личишко? Не можете на вакво клучно прашање да не одговорите. Тие детали ќе бидат натаму видливи во текот на маска. Ама покренато обвинение. Ве благодарни. Со или без мозокот за собранискиот упад, судењата почнаа со маратонски тек. 33-цата обвинети, адвокатите, судечкиот совет и новинарите по цели денови во судница. Каде е сонцето? Ќе го дочекаме, не е проблем. Веројатно ќе го дочекаме денес. А на судиката Кацарска токму адвокатите и создаваа главоболки, бидејќи на секое судење се менуваа. На распитот на загрозениот сведок, бранителите заработија казни од 1000 евра и бркање од судница. Со толеранцијата на Кацарска се игра и полицајците поради доцнењето на спроводот. Обвинетите пак се обидуваа да ја расположат. Во обид да се одвлече вниманието на сериозноста на предметот и барањето на амнестија, на шега со новинарите, удри и пратеникот Љубен Арнаудов. Поднесете ли барање за амнестија? Изјава давам за 50 евра само. Да ви дадем пари пошто побаравте за изјава. Кажете ли се? Се смее. Не е така. Се обидовте да не навредите? Не е точно, се обидов да се насмеам и да дадам порека за други луѓе. Една година по крвавиот упад, премиерот Зоран Заев со цврст став: нема амнестија. Јас верувам дека никој не размислува, но и ако некој потајно размислува, убаво е да се откаже од таква размислување. Му требаа 8 месеци за да го смени мислењето. Премиере, ни требаат пратеници за уставните амандмани. Ја има конечната цел, а тоа е да донесе помирување, подавање на рака. Значи амнестија за сите кои што не учествувале во насилство или не биле организатори, да. Селективната правда се врати во игра. Амнестија нема за сите. Вратарите пратеници први ослободени. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам ја. Законот ги скара судиката Кацарска и незиниот шеф во кривичен Джолев. Победи Кацарска,
Среќа што не го смени ЗКП, откако и Олесна што не одлучуваше за амнестијата, сега на помалку ќе им суди. Ако ништо друго, полесно ќе се диша во судница, побрзо ќе се финишира завршните зборови и побрзо ќе се напише пресудата. Обвинителството нека му ја мисли како ќе крати и како ќе ги поврзува обвинетите за крвавиот четврток, без половината кој добија политичка милост. На Русковска и пропадна макотрпната работа, ама може да ги бара нарачателите. Ако некој е организатор, тој одговара и за делата кои ги сториле тие што тој ги организирал. Беше обичен и миролюбив протест. Ако на премиерот му заздраве лузната, новинарите ќе тужат. Томи Џери се смирија, знаејќи дека нивното пријателство на подадена рака е од корист, но во оваа приказна беа сојузници во бркањето на булдокот. Во Македонија трпи кревката правна држава. Поранешниот премиер Никола Груевски територијата на Република Македонија не ја напуштил преку легален граничен премин. Ова го изјавил републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески во интервју за МИА. Тој вели дека биле сослушани сведоци, но други детали не открива во интерес на постапката. Јовески информираше дека обвинителството презема повеќе действија за обезбедување докази. Побарана била и меѓународна правна помош од надлежните органи на Република Албанија и Република Црна Гора, а биле добиени и снимки од камерите. Со овие содржини, како што вели Јовески, допрва се анализираат, а истовремено се очекуваат и доказите од Албанија. При тоа обвинителството не утврдува дали има пропусти на одредени институции, туку дали има кривично правни действија од некои лица за овозможување на бегство. Надлежните институции во рамки на нивната внатрешна организација треба да утврдат дали и каква одговорност имало во нивното постапување и надлежност, изјави Јовески. Во меѓувреме пак на 22 месецов во граѓанскиот суд во Скопје судиката Весна Калковска повторно треба да одлучува за тужбата за клевета и навреда на бегалецот Никола Груевски поради изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев од 2014 година, пишува Макфакс. Ова следува откако во септември лани 5 врховни судии одлучиле позитивно за барањето за ревизија кое го поднесоа адвокатите на Заев. Со правосилна пресуда Заев беше осуден дека јавно го наклеветил екс-премиерот Никола Груевски за продажбата на Македонска банка. Никола Додецки, тогашниот адвокат на премиерот Груевски, го намали побарувањето од Зоран Заев со објаснување дека парите не се мотив за поднесување на тужбата, туку да се докаже честноста на тогашниот премиер, а сега избеган осуденик. Докторатот, пресудата и бегството на Груевски беа темите на кои јавноста најмногу се шегуваше минатата година. Притворот на поранешниот најмоќен човек во државата, како и притворите на бизнисмените, исто така ги запалија социјалните мрежи. Еден ТВ направи малку сатиричен прилог за настаните кои беа мета на шеговиците. Бегството од Македонија води директно до Европската Унија, дури и ако си осуден криминалец. Предпоставувам, бројот на пријатели зависи правопропорционално од висината на сумата со која се учествува во бизнисите. Виктор Орбан си го отвори срцето за случајот Груевски. Во интервју за државното радио Кошут, унгарскиот премиер вели дека доделениот политички азил е природна реакција кога сојузник ќе побара помош. После макотрпна година помината по судници, секако како обвинет, пратеникот НГ се здоби со докторско звање. Тоа што одбраната на трудот изгледаше како рекламен спот за фалење на неговата влада, ќе го занемариме. Па и онака до диплома се стигнува со пари, не со знаење. Зошто не би можел и поранешниот премиер, после МР, да си закачи и едно ДР пред името. Човек визионер. Ви благодарам. Не ви одговара на прашање. Државни пари како што не беше поддржувач. Не, мислам дека сепак должи одговор на дека докторатот е всушност нарачено истражување од лондонска компанија и е платено со народни пари, така објави вашиот вчерашен поддржувач. Ќе ви одговора. Кратко, не е вистина.
да постигнеме нешто. Дали чувствувате одговорност за нејата ставате во затвор за 27 април? Тоа е политичко прашање во друга прилика, инаку станува збор за политички прогон. И ви благодарам. Се спремал за во Европска Унија, преку Унгарија. Сушност, преку Албанија, Црна Гора, Србија и Унгарија. Трнлив пат, па гепеци, па киднапирања, тежок живот бегалски, европски. До душа, пратеничката плата му е македонска, но да не го жалиме. Се уште ги има оние 230.000 евра кои си ги извадил од неговите бројни банкарски сметки 2 месеци пред да стане европјанин. Секако, секоја информација поврзана со одливот на пари од неговите сметки е даночна тајна. Молам? Дали сте поговорили за конкретен случај? Да видите, согласно нашиот закон во моментот кој што важи за даночна постапка, станува збор за даночна тајна и не би сакала да шпекулирам со било какви дополнителни информации. Тајна и која институција треба да понесе одговорност за бегството, додека надлежните одговорност ја префрлуваат топката. Одговорност нема да бараме ниту од Царинската управа, чии вработени одат на преглед кај доктор Груевски во Будимпешта. Ние не го најдовме докторот, иако го баравме дури и во вилата на неговиот пријател. И пријателот ја избегна нашата камера, но народот во неговата европска држава ни позавиде на слободата. Од одговорност се оградија и неговите адвокати кои останаа неополномоштени. Па така, големиот патриот ги остави сопругата и децата со последиците од неговото владење и отиде да ужива во скапите оброци во унгарската престолнина. Во скапи оброци уживаше и неговиот братучет, но во затворот во Шутка. Од мериот секој ден се испраќаат топли оброци за Сашо Мијалков. Она кога си помоќен од сенка, ама ке заглавиш зашто братучедот те претркал. Паднатиот шеф на тајната полиција неочекувано беше посетен од полицијата во својот хотел. Откако таргетот беше погоден во удобноста, тврдината се пресели во затворот во Шутка. А да, причината беше можноста за бегство со оглед на неговите длабоки сметки во други држави. А богами и бегството на осудениот братучет беше земено во предвид. Стравот лозието го чува. И секако, мора да се испорача барем дел од правдата, за да се задржи имиџот на реформатор. Реформите ја занишаа империјата, па затворската треска ги стигна и бизнис посебниците. Ексико од холдингот. Нема пелистерски воздух во притворската келија. За среќа, реформирањето заврши пред Нова година, а откако медиумите подзаборавија на бегството, притворените се вратија во своите домови. Секако, со полициска придружба, во духот на помирувањето. Помирените реформи се повеќе ја губат довербата од јавноста, која не може да се помири со помиреното разочарување. На западот ништо ново, на истокот се постаро. Како и да е, надежта последна умира, а целта е секако иста – европска. По 23 дена потрага и тревога на социјалните мрежи нема ниту трага ниту глас од 26-годишниот Пино. Неговото семејство по новогодишната ноќ повторно се огласи со апел до граѓаните, додека полицијата се уште утврдува дали станува збор за исчезнато лице или пак тој избегал од дома. Веќе 23 дена поминаа како исчезна 26-годишниот Пинето Секондо и апелот од неговата мајка да й се помогне да го пронајде својот син. Од МВР за 1 ТВ велат, истрагата е во тек и засега нема нови информации за тоа каде би можел да биде младиот Секондо. Мајката потенцираше дека незиниот син немал причина да побегне од дома. При гостувањето во Студио 1, началникот на познатиот сектор 1 на СВР Скопје, Саше Димевски, рече дека МВР спроведува многу темелна истрага и дека по младиот Секондо се трага со сите мерки. Од јавното обвинителство имаме сите добиени можности да го пребаруваме и градот, да пребаруваме
и телекомуникацијските врски, што имаме посебно и од социјалните мрежи допринос, така да нашите сознанија до сега во интерес на истрагата не би навлегувал во детали, али говора дека не е она што се говори во колуарите. Преку социјалната мрежа Facebook, неговата мајка неодамна реагираше дека секондо последен пат бил виден во Ѓорче Петров на 10 декември во 22 часот. Од тогаш го нема заедно со неговиот автомобил бела Шкода и двата мобилни телефони. Навивачката група на Комити заедно со други навивачки групи на 7 јануари на Божик организира протест против, како што велат, сите неправди против македонскиот народ. На социјалните мрежи веќе се шири повикот за протест во кој пишува: излезете на тераса со шерпите за ајвар, тенџерињата од утеницата и малиџаното, со кутлачите, истите оние кои ги употребивте веќе еднаш. Почекајте, се уште има употребна вредност, но чувајте ги, ќе вредат уште повеќе. Чувајте ги затоа што ќе бидат музејски експонати од ендемски вид. Единствените историски примероци кои при целото модерно вооружување достапно и на располагање. Македонците својата конечна победа ќе ја извојуваат со тенџериња и кутлачи, пишува меѓу другото во повикот за протестот. Во продолжение, уште една важна информација за примателите на социјална парична помош. Годишната обнова на документите почнува од утре, а ќе трае до крајот на месецов. Корисниците ќе треба да поднесат ново барање, а потребните образци за поднесување ќе ги добијат во Центарот за социјална помош. При поднесувањето треба да имаат на увид важечка лична карта, а останатата потребна документација Центарот ќе ја прибавува по службена должност. Потребно е сите полнолетни членови од семејството задолжително да бидат пријавени во Агенцијата за вработување, што ќе биде предуслов за остварување на правото на минимална помош согласно новиот закон за социјална заштита, кој набрзо треба да биде донесен. Министерството за здравство прогласи епидемија на морбили или мала сипаница на подрачјето на град Скопје, откако претходно биле регистрирани 12 нови лица заразени од оваа болест. Сите 12 ново заразени лица не биле вакцинирани. Од 12 нови случаи 6 се потврдени, а другите 6 имаат типична клинична слика. За нив од Министерството дополнителни информации најавија за утре. Како дел од мерките што денеска на пресконференција ги најави министерот за здравство Венко Филипче, со задолжителна вакцинација на невакцинираните деца со МРП, како и забрана за носење невакцинирани деца во градинките. Секој жител на Европската Унија просечно троши по 300 евра годишно на алкохол. Соединетите Американски држави и Израел го напуштија УНЕСКО. Бројот на жртвите во Магнитогорск се искачи на 16. Милиони жени во Индија направија човечки синџир долг 620 километри во борбата за еднаквост. Новогодишна порака на Хилари Клинтон во 2019 да има повеќе светлина. Секој жител на Европската Унија во 2017 година за алкохол потрошил просечно по 300 евра, покажуваат податоците на Евростат. Домакинствата во 2017 година трошеле 1,6% од вкупниот буџет на жестоки пијалоци, вино и пиво. Се наведува дека вкупно на алкохолни пијалоци се потрошени 130 милијарди евра, што е за 0,9% од бруто домашниот производ на Унијата, или повеќе од 300 евра по глава на жител. Најголема потрошувачка на алкохол лани имало во Естонија, Летонија и Литванија, следуваат Полска, Чешка, Унгарија и Финска. САД и Израел ја напушти Агенцијата на Обединетите нации за образование, наука и култура, УНЕСКО, со образложение дека таа има предрасуди кон Израел. Одлуката за повлекување која во 2017 година ја најави администрациите на американскиот претседател Доналд Трамп и на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху вчера стапи во сила. Иако станува збор во голема мера за процедурален потек, тоа сепак му нанесе удар на УНЕСКО, меѓу чии основачи по Втората светска војна беа и САД. САД го прекина финансирањето на УНЕСКО, бидејќи агенцијата во 2011 година ја прими како членка Палестинската управа. САД исто така бара и суштински реформи во работата и финансирањето на оваа агенција на Обединетите нации. Бројот на загинати при уривање на стамбен блок во рускиот град Магнитогор се искачи на 16, откако под урнатините беа откриени уште 3 тела, соопшти Руското министерство за вонредни ситуации. Повеќе од 20 луѓе се уште се водат како исчезнати по експлозијата на системот за газ, што предизвика уривање на зградата на 31 декември минатата година. Експлозијата предизвика уривање и оштетување на 48 станови во станбениот блок.
Милиони индијки се фатија за раце покрај патишта и автопати во индиската држава Керала за да испратат силна порака за родова еднаквост. На протестот Женски ѕид се собраа околу 3 милиони жени од сите возрасти и сфери во општеството. Човечкиот синџир долг 620 километри, разнобоен од женските фустани, може да биде еден од најдолгите во светот. Настанот траеше 15 минути, при што учесниците ветија дека ќе се борат за еднаквост на жените. Протестот бил потикнат од спор околу пристапот на жените до едно познато светилиште во Керала. Хиндуистичкиот храм е затворен за жените што се во репродуктивен период. Иако највисокиот суд во Индија ја поништи забраната во септември, машките посетители продолжуваат да ги напаѓаат женските верници. Последниот инцидент се случи пред неколку дена, кога огромна толпа машки верници се обиделе да спречат две жени да стигнат до светото место. Поранешниот американски државен секретар Хилари Клинтон ја нарече 2018 година на мрачно време за САД. Таа во новогодишната порака објавена на Инстаграм се заблагодари на сите кои внеле светлина во текот на изминатата година, активистите кои ги штителе децата на границите, новинарите кои се залагале за вистината, организаторите кои мобилизирале гласачи за изборите во 2018 година, гласачите кои направиле да се чуе нивниот глас и на сите кои марширале, повекувале и протестирале за вредностите кои ги делиме. Хилари Клинтон се надева дека во 2019 година ќе има повеќе светлина. Таа со пораката објави фотографија од 1996 година, на која е заедно со сопругот, поранешниот американски претседател Бил Клинтон и ќерката Челси. А во продолжение одвојуваме минути за вестите од спортот. Со мене во студиото е колегата Сладјан Ивковиќ. Сладјан, која е првата информација денеска во спортските вести? Така, како главна ќе издвоиме информацијата за ракометната репрезентација на Македонија, која всушност денеска по 3 дена слободни или одмор ги вклучи моторите за она што им предстои за последната подготовка за предстојното ракометно првенство во Мундијалско првенство во Германија и во Данска.